како што ви најавив утрово, одиме со мало напуштање на нашето студио и ќе си ја поздравиме оваа среда нашата драга колешка Слободанка, која пак ќе ни каже многу повеќе детали за годинешниот Марифет Ленд. Слободанче, добро утро! Добро утро, Сузе, од тука. Добро утро до сите наши гледачи. Да ве поздравам и да ви посакам на сите едно убаво утринско расположение. Како впрочем, што ни е и нас ова утро, а како не би ни било убаво со вакви прекрасни работни дечиња. Да, убаво кажа, Марифет Ленд. Секогаш ние наоѓаме марифети, како да ги научиме дечињата од мали нозе да си имаат своји работни обврски, но исто така и да мислат и да размислуваат многу убаво. А размислуваме за што? За садете дрво? Да садете дрво за позелена иднина. Те молам да ми кажеш чија е оваа идеја? Моја. Зошто е твоја идеја? Зошто сакаш да има позелена иднина? За да имаме подобар свет и да нема толку многу загадувања. Браво, и тоа го правиме токму и денес тука каде што сме сите заедно, така? Кукла убава, сите убави дечиња. Ема Старковски, Марифет Ленд, добро утро и Еуро Кидс. Навистина имаме преубаво расположение тука. Па ајде нешто малку околу акцијава. Благодарам што сме повторно дел од оваа прекрасна утринска програма на Алфа телевизија. Би сакала да кажам дека нашава програма Марифет Ленд е една уникатна програма за деца од 5 до 11 години, каде што секое лето, летен распуст се претвора во една авантура, каде што децата се дружат, се едуцираат и создаваат прекрасни спомени. Како што имавме порано во изминатите децении работни акции, еве сега ги гледаме и на лице место со вас. Со оваа работна акција сакаме да покажеме на децата, да ги научиме дека со својот придонес и мал да се прават големи позитивни промени. Во случајов конкретно треба да се оплемениме средината каде што живееме и за нас и за сите останати кои што тука се наши комши или мигрираат или проаѓаат низ овој дел. Кога ќе речат повозрасните, ајде мотиката во раце или алатките во раце, ова е веќе очигледно дека е почитувани токму така. Да, слободно оди да си поработиш со твоите другарчиња, затоа што токму на лице место го гледаме тоа, затоа што од ваша страна вие сте тие кои што им создаваат една таква преубава навика, без разлика на летото, на летните температури, меѓутоа и на тоа што е распуст, меѓутоа сме се уште во пораните утрински часови, потоа си имате и други ваши активности. Имаме активности. Генерално денот не е поделен на два дела. Во првиот дел имаме едукативни активности, односно прошетка низ градот, знаменитости во природа. И тука ние всушност се трудиме да им ја доловиме на децата Македонија, нашата татковина, да им ја доловиме, да ги научиме за нашата традиција, за сите наши природни и културни богатства што ги имаме и сето тоа на еден интерактивен и интересен практичен начин. Оваа година имаме еден нов начин на презентирање на тој дел, тоа се вели малку англицизам, gamification. Поделени се децата во групи и секоја група си има одредена задача. На задачата треба да даде решение. Штом ќе го даде решението, ако е прв и со најточни одговори, тој ден освојува поени. На крајот на неделата, онаа група со најмногу освоени поени, избива нели на прво место, е награден, се разбира и другите ги наградуваме, ама да се знае кој е победникот. Вториот дел се марифетлуците, односно ги учиме децата да шијат, да везат, да работат со глина, од материјали за рециклирање, да креираат нови работи, дека секогаш има втора шанса. Значи, ги учиме декопаш, кажав, што друго правиме, сапуни, свеќи, ги учиме да месат, значи, изработат. Ето, ќе дојдеме и следниот пат да ги снимаме тука кога ќе си имаат своји други работни активности, но убаво е кога имаат насмевки на нивните лица и се, јас како што можам да забележам, никој нив не ги тера со сила. Тие дури со нетрпение чекаат да почнат да си работат и како што можат и гледачите да забележат, да. Имаме дечиња тука од која годишна возраст? Би сакала да кажам дека утре имаме хуманитарен настан, базар, за да се помогне на Дамјан, дете кое што боледува од малку потешка болест.
го има на нашата Facebook страница, споделено од нас, нели, на нашата Facebook Инста страница. Ако не може да дојдат да купат нешто и со тоа да донираат за детенцето, тогаш би ги замолила на телефонски број да се јават и да допринесат за негово брзо закрепнување, затоа што мора да помогнеме секое дете да има прекрасен здрав живот и да си порасне во здраво детенце. Јас се надевам дека така ќе биде и посакувам од се срце, меѓутоа да, е така. Во колку часот, од каде на кој? Месеца бајле до 8, до 6 попладне, тоа се работи од втора рака, книги, играчки, нешто што се уште има втора шанса да може да се носи некој да си се усрети со него, да му биде убаво што ќе го има. Да. Ајде има да повикаме некои од дечињата нешто да ни кажат како тие се снаоѓаат во оваа прекрасна работна акција. Инаку морам да кажам дека имаат собрано камења, еден куп во кутиите тука во пакети како и да е. Сето тоа е вашиот труд, така? Кажи ми го твоето име, Сонце. Јас сум Гала. Гала, прекрасно име. Јас се викам Марија Меди. Јас се викам Мила. И јас се викам Нина. Ајде, застанете си сите тука и да ни кажете како е вака да се работи и како е со учителките во Еврокит и како се снаоѓате вие сега со ова. Дали ви е прво вакво искуство или? Па не. Не. Значи ќе сме саделе повеќето. Да. Па мене ми е прв пат дека лани не бев овде кога не бев денот кога садевме, тогаш бев у Грција, ама одев Марифетлен тогаш. Сега ти е првото искуство. Добро, ти значи веќе имаш искуство, а Марија? Сме правиле во градинка и имаме искуство. Сакаш да си работиш вака? Да, многу ми е убаво. Што те исполнува? Па, кој помагам на природата. Колку убав одговор, како сте ги научиле, браво. Ајде, кажи го твоето име. Јас сум Мила, многу ми е убаво вака да правиме заеднички садења и садењето е всушност помагање на природата, затоа што ние како садиме, така и помагаме на природата. Помагаме како садиме на природата. Вие, девојчиња, две сладки, уште вас да ве прашаме? Па, ја мислам дека прв пат садам трева ама сум ми помагала на природата и друг пат. И ја исто прв пат садам трева, но и многу пати сум ми помагала на природата. Сите ние тука заеднички помагаме на природата за да ни биде позелена и овие дечиња прекрасни знаат токму тоа, научени од Еврокит, дека зеленилото ни дава живот, ни дава чист воздух за да поубаво живееме и да имаме, нели, околината да ни биде преубава, така? Многу ви благодарам на сите и ве поздравувам, па ќе се видиме повторно. Има благодарам за разговорот. Сакала да кажам благодарност до Општина Центар што ни помогна со алат и со трева да сета ова акција биде нели како што е сега. И голем поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија. Се гледаме повторно со друг некој Марифет. Да. Суза, ние тука се одјавуваме и ќе си останеме да си го испиеме првото утринско кафе и јас да си се дружам со овие прекрасни дечиња. Ма прекрасно, навистина прекрасно. Честитки за овие мали, убави помагачки на природата. Видов колку е природата среќна што имаме вакви деца, вакви генерации. Навистина би било прекрасно кога во секој град, во секоја општина би имало вакви акции.